Да, се враќаме во студиото. Темата е ковид кризата, вакцините. Господине Трајанов, од она што го кажаа здравствените власти неколку пати, земјава требаше да добие вакцини на почетокот на февруари некаде, отприлика. Тоа беше, најмногу се надевавме на тој ковакс механизам, но се чини дека тој механизам потврла, не се чини, туку дефинитивно потврла во целиот свет, тоа го кажа и од СЗО, па така ние од оној став дека нема да земаме руски или кинески вакцини, сега гледаме дека владата го смени ставот, па сега сакаме кинески вакцини и додека се случува таа рашомонија, ја би кажал, на таа здравствена политика околу вакцините, регионот се вакцинира, еве соседна Србија може да се каже дека е шампион во регионот, 300.000 луѓе не се вакцинираа до сега, во земјава се уште не е стигната ниту една вакцина. Вие сте и во парламентарното мнозинство, имате ли повеќе информации од нас, нешто да не кажете околу? Информациите ги добиеме од медиумите. Кога се бираше владата, меѓу другото, тогаш зборував дека три сегменти се клучни за пандемијата. Треба план да се направи. Еден тим кој ќе работи врзана за здравствената заштита, втор тим за безбедносни прашања и трет тим за економските рефлексиите врз економијата. Мораше нашите, значи независно што сум бил јас министер за внатрешни работи, мораше нашите разновачки служби, кои што се работат со странските развиени служби, со Израел, со разновачка служби на Соединетите американски држави, да ги следат сите процеси околу подготовката, производството на вакцини и навремено да се сигнализират, бидејќи тоа не може да го направи Министерство за здравство. Тие имат информации од здравствена организација, но тие сензитивни информации, што се случува во светот, требаше ние да ги добиваме, ако не директно од пријателските држави, и овој процес многу подобро требаше да се менаџира околу договори, исклучување на договори за купување на вакцина. Така да, независно од каде доаѓа, ако е помината ни сите стандарди вакцината, ако има потврда дека таа не е штетна, дека значи го штити здравето од ширење на вирусот, мислам дека тоа треба да се направи. И сега треба сите напори да се направат. И што е моја сугестија? Треба да им се овозможи на компаниите, на веледрогериите, тие да се вклучат. Затоа што некои од нив соработуваат и со Кина, и со Русија, и со Соединетите американски држави, со компании што сега произведуваат, соработуваат вакцини, соработуваат со децении. Така да, треба да се вклучат сите, може би ги вклучил министерот за здравство, не сум сигурен, дали тој процес да се вклучат сите што можат да донесат, дури и нашите амбасади да бидат вклучени поактивно. Нашите дипломати, разузнавачките служби, сите да работат во интерес на тоа да добиеме што е можно побрзо вакцина. Без разлика што тука има заговори, конспирација против вакцината, важно е државата дека треба да направи се, да ги вклучи сите потенцијали да добиеме вакцина. Се касни со тој процес, не се менаџира како што треба и мислам дека треба многу брзо да се престроиме како држава за да обезбедиме што е можно побрзо вакцина, да го заштитиме здравето на граѓани, бидејќи секој живот е битен. На тој начин, прво, ќе се заштитиме, второ, ќе се возможи да се движиме надвор од државата. Бизнесот да се движи, сите тие комуникации создават услови за економски развој, за странски инвестиции. Што ако ние останеме сега изолирана држава? Ако Грција и натаму не дозволува влез, не ги признавате тестовите, ако ни барат тој така наречен здравствен пасош и така натаму. Значи, мора многу посериозно, поодговорно и подинамично да се води целиот процес за да фатиме чекор со другите држави. Да. Добро, Јакимовски, од информациите кои ги имаме, кои се достапни, од руската амбасада, например, кажаа дека тие доставиле барање до македонската влада за нивната Спутник В вакцина, но дека не добиле повратен одговор. Подоцна владата кажаа дека тие не сакале руска и кинеска вакцина, бидејќи тие не биле одобрени во Европската унија. За сега, откако не добивме никакви вакцини, да се предомислиме и да сакаме кинеска.
Мислите ли дека треба да се води таква политика кога се зборува за ваква стратешка работа во ваков момент, во ваква пандемија, кога тоа вакцинирање значи не само здравствената состојба на државата, туку и низа други економски, социјални и така натаму параметри? Тоа ви е исто како куќата да ви е полна со глувци, а вие бирате каква мачка ќе земете. Дали црна, дали бела, дали шарена. Значи, буквално ова влада не знае кај тера и справувањето со ковид кризата е врв на неспособноста на оваа влада. Ние имаме нефункционален политички систем, ние имаме нефункционален правен систем, судски систем, ние имаме нефункционална пазарна економија, ние имаме нефункционален здравствен систем со катастрофален менеджмент кој што го води овој здравствен систем. Па добро бе луѓе, ќе кажеме ли тоа збора за одговорност на министерот Филипче? Што уште овој човек треба да направи, односно не треба да направи за да сноси одговорност? Без трунка срам, јас сум бил министер во 3 влади, кога мене би ми се случило вакви работи, вака да каскам за проблемите и вака сериозен гаф, поготово што се однесува со вакцините, најмалку што може да биде да се поднесам сам оставка и повеќе никогаш да не се појавам во јавност. Кога ги спомнете веќе и руските и кинеските вакцини, не е само тоа. Клучот е што руската и кинеската вакцина се на база на мртви или полумртви клетки, односно вируси од коронавирусот, додека ова Pfizeровата и не знам кои други се вакцини се врз база на рибонуклеинска киселина, што значи дека веќе русите и кинезите по сарсот и по свинскиот грип останале нивните тимови да работат на наоѓање решение за свинскиот грип и за сарсот, додека сите останати земји се откажале од тие истражувања, што значи дека тие само нивното истражување го надоврзаа, го надоградија за ковид вакцината. И русите во април месец имаа вакцина. И ова се страшни пропусти кои што мора да се сноси одговорност. И сега што ми се случува? Пред 50 дена ни соопшти дека ќе ни даде 5700 вакцини. Пред 7 дена ни соопшти дека ние немаме нити сме ги регистрирале вакцините. Еве вчера дури ги регистрираме. Не знам, и сега кога ќе стигне 5700 вакцини, не се 5700, тоа се 2800 и нешто, зашто морате да имате вакцинација и ревакцинација. Тие 8000 и нешто на вакцини што ќе стават, тоа значи се 4000. Тоа е само доволно да ги вакцинирате вие здравствените работници, каде е водачта, каде е полицијата, каде се физичните групи, каде се старите лица и така натаму, што значи следната количина која ќе дојде во март месец е 13.000 вакцини, тоа ние само 7.000 луѓе ќе вакцинираме, што значи тешко нас. Тешко нас и ова се страшни промовирања на владата, колку да сакаме да критикуваме, меѓутоа очигледно дека катастрофално што се справи некој и министерот Филипче кој ако има и трунка совест, мислам дека треба да се поднесе оставка и да седне некој друг социјалдемократскиот сојуз или некоја партија кој што ќе оди пред настаните, а не по настаните. Задачата на министерот, на министерството, на оди пред настаните, не по настаните. Ние цело ќе гледаме дека класи по настаните. А ве молам, што се случи? Србија, Вучич, знаеш дека има нов план на есен. Зградија 2 улици. Ние сприевме. Србија веќе инвестирала 2 милиона евра во истражувањето за вакцината. Затоа може да зема колку вакцини. А ние сме спи. Ние се популарите. Ние имаме со темите кои што се цело време попелни политики, а не се бават со вистински теми кои ги има овој народ. И Соломон има одговорност и тук бегање од таа работа. И вие уште на сето тоа ќе го видите министрот како ни сменува се возење на четирицикл, на мотоцикл, така натаму. Мислам дека е повеќе срамо. Добро, господине Трајнов, гледаме дека во светот, ако видиме, најголем процент на вакцинација има Израел, и тоа
сигурно не е случајно, бидејќи Израел го има сватено процесот некако само здравствена, туку и како безбедносна криза. Знаат што значи да остане земјата ранлива во ваков момент, особено со нивната геополитичка ситуација, со нивното обкружување. Мислите ли дека овој сегмент не се сваќа толку сериозно во земјава, дека не треба да гледаме на ова само како на здравствена криза, бидејќи што подолго останеме ранливи на корона пандемијата, тоа значи поголем ризик за државата. Значи, кажа во почетокот, тоа го зборував и во парламентот, дека три елементи се и здравствена та состојба, безбедносните прашања, проблеми, ангажман на службите и се разбира рефлексијата врз економските состојби. Ако нема вакцина, ќе се одрази и на економските состојби и на безбедноста во државата. Така да мора, рековме, да се направи се. Инаку сакам да господин Јакимовски зборуваше околу квалитетот на вакцините. Навистина не сум експерт, но не сакам да протежирам ни една, ни друга, ни трета, затоа има надлежни институции. Таа вакцина што ќе ја регистрират, се разбира е клучно и во Европската унија. Меѓутоа, ние знаеме Европската унија во конфронтација со Кина, и тука има ривалитет на компании, се работи за огромни приходи, милиарди евра, долари, така да клучно е нашите институции да спроведат постапка и да регистрират. Ако ја регистрират вакцината, дали е америчка, руска, кинеска или од друга држава, важно е да е таа безбедна, да нема штетни последици по здравјето на граѓаните. Така да сепак би имала резерва околу тоа ние правници, економисти да ги толкуваме овие здравствени аспекти на вакцината. Да, добро, мислам дека отприлика да. Ако релевантни доктори, научници велат дека во самата вакцина инструкциите се бремени жени да не ја примаат. Жени кои имаат намера во наредните 60 дена да останат бремени никако да не ја примаат вакцината. Зошто? Затоа што вакцината не е тестирана ниту на глувци, а треба да ја примаат луѓе. Што тоа кажува? Значи, ние пратиме, сериозно оваа работа, ја пратиме дебати на стручни лица, експерти, доктори од оваа област и ова се работи што ги пренесувам, што ги слушам од нив. Зашто се работи, кои се ризиците за одредени вакцини? Што значи дека одбивањето на кинеска или руска или не знам англиски, германска вакцина и така, тоа очигледно дека ни направи голема штета и гледаме сега дека го плаќаме со човечки животи. Има само едно укажување дека има силна пропаганда, едни против други. И некои од експертите и во нашата држава што се промовираат како експерти, кој ќе видиш тоа што го зборува, го има на Facebook објавено или на некој српски сајт или не знам некој друг и така натаму. Така да сепак би оставил државните институции тие врз основа на релевантни податоци да ги соберат сите и надворешни информации и да носат одлука која вакцина ќе ја користиме. Апсолутно ќе ги прифатиме тие вакцини кои што се безбедни за кои што ќе кажат нашите институции. Друга институција немаме ние. Не можеме да веруваме на институција, не знам некоја друга у Белград или не знам, а ние треба да имаме систем. За оваа работа мора државата да си понесе одговорност ако сакаме да градиме држава. Инаку, ако се ослонуваме само на некакви други институции, на какви пишувања, пропагандата е силно изразена и треба да ги читаме многу предпазливо сите тие написи. Можем, проверувавме неколку работи, доктори на науки, професори, кои ќе го провери сајтот или телевизија, ја нема никаде, а се шири по Facebook секаде. Така да мораме да бидеме предпазливи, дејќи така наречени лажни вести, написи се присутни и мораме да имаме резерва, релевантните институции, експертите наши нека ги проучуваат и нека носат одлука и за тоа да носат одговорност. Да, добро. Свино, господин Трајанов, сметате дека не беше во ред да има повеќе вакцини и граѓаните да можат да пијат да има повеќе, колку што може повеќе да има. Да има повеќе избори, да имат граѓаните можност да бират. Апсолутно. Ако може да бират, да бират.
овој народ тоа не го заслужува. Тоа е првата работа. Значи овој народ заслужува да бира вакцина, а не да му се пласира една вакцина. Мислам дека на ваков начин практично луѓето се ставаат пред свршен чин, а доколку има поголем избор, тогаш граѓаните сами ќе одлучуваат која ќе примат, по која има повеќе доверба без разлика на пропаганди или на не знам што, или на нивни ривалитет, битка за профит така натаму, но во исто време ќе одлучува дали ќе примат или пак било која вакцина нема да ја примат и така. Да, добро, ние мислам дека сме далеко од било каков избор, ние сме повеќе се бориме за било каква вакцина да добиеме. Изборот е веќе друга приказна. Имаме уште 5-6 минути до крајот од прилика. Само еве по едно прашање за двајцата во однос на проблемот на спорот со Бугарија, неизбежна тема. Исто така, господин Трајанов, некако сме закочени, последната порака од претседателот Пендаровски е дека не би требало нешто многу да очекуваме ни по изборите во Бугарија, нивната позиција е јасна, не знам зошто би очекувале промена на бугарската позиција, но сепак се надева на некакво решение, вели, доколку може да се постигне. Исто така има надеж и во новата американска администрација. Денеска видовме дојдоа информации дека Џо Бајден соопштил дека еден од 6 приоритети на неговата администрација Западниот Балкан. Така да, гледате ли вие можеби такво, во таа страна решение, од таа насока да дојде? Ние немаме спор со Бугарија, сакаме економска и сите можни соработки да се одвијат сосема нормално, немаме антибугарско расположение. Значи, Бугарија има проблем со своите заблуди, со своите теории. Добро, ние треба да изградиме, имаме црвени линии, не може да разговараме околу нашиот национален идентитет. Само ова не би се сложил со вас, дека немаме антибугарско расположение. Мислам дека официјална Софија последнава година направи силно антибугарско расположение во земја. Значи, ради времето, они создадоа. Значи, направија, зборам јас пред да го отворат овој проблем, да стават вето на нашиот процес на евроинтеграција, до тогаш немаше. Со таква националистичка реторика што ја има бугарскиот политички државен врв, се разбира дека има револт, незадоволство. Но ние мораме да останеме цврсти како држава. Значи не може да се разговара за нашиот национален идентитет. Тоа дека сме посебен народ, автентичен, ние сме македонци, зборуваме на наш автентичен македонски јазик. Тие се две клучни компоненти. И трета работа, не можеме да се откажеме, зборував јас малку подолго за нашите миграции, селеници. Не можеме да се откажеме ни од македонците кои што живеат во Бугарија. Апсолутно нема да се мешаме во внатрешните работи на една соседна држава, али ние не можеме со никаков документ да се откажеме. И не може да има ревизија на историјата. Значи историјата си автентична, може да се прочистуваат некои работи што не се точни. Не е тоа проблем, но клучните работи, врз основа на кои се гради националната свест, дека ние припаѓаме на една нација, на еден народ, тоа не може да биде одстрането, елиминирано, нити... Една работа ја кажав во парламентот, ќе ја повторно вечерва, околу историјата. Таа треба да биде посебен предмет. Значи, историјата е помоќно оружје од атомска бомба. Тоа треба да го знаеме сите. Ако ти ја срушат историјата, ти ја рушат и днината. Тоа е клучно и затоа мораме да се бориме ние за историјата. Мора децата да учат историја, да градат свест, дека се македонци, дека знаат кои се, од кога, како настанале, како се развивала оваа нација и сите тие аспекти. Така да тој мој став е исклучително и на партијата Демократски сојуз јасен и околу тоа нема разговори. Нема да поддржиме било кој да е во државата да прави компромис на тие 2 или 3 елемента врзани со спорот што го наметнува сега Бугарија. Да. Добро, Јакимовски, и за вас, само уште ова прашање немаме, уште 2 минути до крајот имаме буквално. Верувате ли вие во посилен ангажман на администрацијата на новиот претседател Бајден во однос на македонско-бугарскиот спор? Не верувам, затоа што во фокусот на Бајден, Западен Балкан е Косово, Србија, Босна и Република Српска. Затоа што Македонија влезе членка на НАТО, нивното клучно интересирање е само членството во НАТО, така да целата енергија ќе биде насочена кон евентуално признавање на Косово
редефинирање на Дејтонскиот договор и направење на Босна на унитарна држава и незино приклонување кон НАТО и Србија незино влегување во НАТО, што значи дека Македонија е повторно на втор колосек и тоа ќе се остави на решавање на Европската Унија. Но она што сакам да кажам е дека непотребно е брзаме оваа работа, треба да ја нагазиме топката, не смееме да дозволиме да прифатиме дека сме народ и нација од 44 година па наваму. Кога зборуваме за антибугарско расположение, значи не дека има антибугарско расположение, како мислат они да ни го подобрат расположението, ако утврдат дека ние сме македонци од 44 година па наваму, што се однесува до диаспората, што рече господин Трајанов за македонската диаспора во Бугарија, тоа прашање за мене е завршено. Тука господинот Заев ќе си признае дека нема македонци во Бугарија, затоа што тоа веќе го призна со договорот со Преспа и се откажа од постоењето на македонци во Грција. Автоматски, значи, по автоматизам следи истата работа и за Бугарија. И на клучно прашање, ние денеска тврдиме дека Гоце Делчев бил македонец. Како бил македонец кога ние признавме дека во Грција нема македонци и мислам дека од грешка во грешка се влегува, наместо да се стопира целата работа, сериозно да се размисли, да се формира државен консензус и од тука па натаму да се прави било какви разговори. Инаку, мој став е дека Соединетите Американски држави ќе се вмешат и околу овој спор. Европска унија не може да го разреши овој спор и мислам дека притисокот треба да се наши спрема Бугарија, бидејќи нивните ставови, барања се крајно неприфатливи. Тоа е брутален, непријателски чин према македонскиот народ и мислам дека тоа и Европската унија не може да го реши, но не го прифаќа и Соединетите Американски држави ќе се вклучат многу поактивно на Балканот, вклучително и надминува овој спор. Стратешки интерес е Македонија да биде дел од Европската унија, членка на Европската унија и без подршка на Соединетите Американски држави тој процес многу тешко ќе се одвива. Така да очекувам силна подршка за интеграцијата на Македонија во Европската унија. Да, добро. Трајанов, Јакимовски, ви благодарам на двајцата за учество во оваа емисија. Почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете во добро здравје и се разбира со програмата на нашата телевизија.